Елиемеп направија истражување во врска со договорот од Преспа, кои се предностите, а кои лошите страни. Веќе долго време зборуваме дека мораме да го решиме проблемот поради кој двете земји назадуваат. Во соседството има сериозни проблеми. Треба да имаме други приоритети. Ова требаше да биде решено уште пред многу години, но не беше поради проблеми во двете земји. Но сега имаме договор во рацете. Договорот не е совршен. Има делови поради кои не се задоволни едната или другата страна. Но тоа е идејата за компромисен договор. Не можеше да биде совршен договор. Па дали можеме да живееме со тоа? Ми се чини дека македонската страна, за ПЈРМ, ова е одговор на сите основни прашања. Мала модификација на името, но останува Македонија. Северна Македонија, на задоволителен начин, одговара и на загриженоста околу националноста и јазикот. Ви дава античка историја, која и така не беше ваша, па би рекол дека не е голема работа. Ви го отвора патот кон НАТО и кон ЕУ. Затоа мислам дека договорот е добар за Скопје. За Атина исто така отстранува трн од односите во нашето балканско соседство и со дел од европските партнери. И овозможува на Грција да го затвори отвореното прашање за северната граница и понатаму да се фокусира на поважни прашања како грчко-турските односи. За Грција создава шанса повторно да биде поактивна на Балканот. Договорот не е совршен, но на крајот е сепак доволно добар да го прифатат двете страни. Што ќе се смени по ратификацијата? Ratification is one thing, implementation is another. Ратификацијата е едно, спроведувањето е друго. Ја нагласувам потребата да го спроведуваме со добра волја, затоа што ќе има проблеми, пречки и мали стапици што може да ги искористат тврдокорните на двете страни за да предизвикаат проблеми. Важна е добрата волја, да се држиме до договорот. Очигледна промена би било членството на Северна Македонија во НАТО, што ќе биде од голема корист за целиот регион, а потоа и ЕУ, што можеби ќе биде потешко, затоа што Унијата не е многу расположена за проширување, има други приоритети и проблеми. Мислам дека Грција може да помогне со тоа, не само со отстранување на пречката, туку и со активна помош за Северна Македонија, евентуално да стане членка на НАТО. Во договорот од Преспа има член со кој двете земји се согласуваат да си помагаат во европските институции. Тоа е чекор кон силен регион во Европската Унија. Кога очекувате Северна Македонија да стане земја членка? Well, first of all, I always felt that despite the disagreements, Од секогаш сум мислел дека и покрај спорот нашите две земји се природни партнери, политички, економски. Дел сме од овој регион и треба да соработуваме поблиску. Кога е потешко прашање затоа што постои замор од проширување. Повеќе земји од Европската Унија што се подалеку од регионов не се расположени. Ова не им е приоритет, па предпочитаат да чекаат. Но мислам дека треба да биде приоритет за засегнатите земји како Грција, Италија и Австрија кои се близу до регионов, а Бугарија и Романија треба да помогнат колку што можат. Но мораме да бидеме реални. Постојат чекори, предуслови, што треба да ги исполнат земјите кандидатки. Но ми се чини дека целта е разумна за наредните 5-6 години. But it seems to me that the next 5 or 6 years is a reasonable objective for membership. Владеачките партии во двете земји велат дека договорот ќе донесе економски придобивки. Колку време ќе биде потребно народот да ги почувствува? Difficult question because, surprisingly perhaps, despite the political problems, Прашањето е тешко, бидејќи изненадувачки и покрај политичките проблеми и покрај грчката економска криза, грчките бизнисмени беа многу присутни во Скопје. Затоа не очекувам огромна промена од ден во ден, но со отстранувањето на пречките, со подобрувањето на комуникацијата, дури и на транспортот, со директни летови меѓу двете земји, мислам дека евентуално ќе има промена. Нема да биде веднаш, но среднорочно или долгорочно има промена. Not perhaps immediately, but in the medium to short term there will be a change. Зошто мислите дека опозицијските партии се обидуваат да го блокираат процесот ако му става крај на толку големо прашање? Well, as I mentioned before,
There are difficult issues in the agreement. Како што реков, во договорот има тешки решенија, тешки одстапки што може да предизвикаат проблеми. Грција е загрижена поради некои иредентистички кругови во Северна Македонија кои може да го искористат договорот за исполнување на сопствените цели. На грчка страна постои и општа загриженост. Тука е и политичката димензија. Грција влегува во предизборен период. Дали ќе имаме избори за 3 или за 6 месеци, сепак размислуваме за наредните избори и тоа влијае на ставовите на политичките партии. Мислам дека владеачката партија во Грција се обиде со договорот да ја подели опозицијата и да издействува домашна политичка корист, но тоа не и помогна. Вие знаете најдобро кои се ставовите на опозицијската партија во вашата земја. What are the positions of the opposition party in your country? So, do you expect some kind of Очекувате ли протести за време на ратификацијата на договорот? Definitely, and not only in Athens. There is a major rally. Дефинитивно, не само во Атина. Во недела е планиран голем протест. Ќе има демонстрации во Солун и во други градови. Затоа дали ќе ја сменат позицијата на некои пратеници, мислам дека не. Линиите се исцртани. Решени се дали ќе го поддржат или ќе бидат против договорот. Тешко е да се прогнозира, но мислам дека договорот ќе биде изгласан со тесна маргина. Прашањето е што ден потоа, како ќе се спроведува договорот. Нагласувам дека има потреба од добра волја. The question is the day after, how the agreement will be implemented, and I emphasize the need for good faith. So, Greece is in front of the election. Пред изборите, што ако го ратификуваат договорот, но наредната влада не сака да го спроведе. Постои ли таква можност? There is continuity in international relations. Во меѓународните односи постои континуитет. Договор потпишан од една влада ја обврзува наредната, освен во случај на исклучителни околности кои може да доведат до одлука да се откаже договорот. Но тоа е ретка и тешка одлука. Може да се случи, го имаме видено со САД и иранскиот нуклеарен договор. Може да се случи, но е реткост. Тешко е да се предвидат околностите, дали наредната грчка влада ќе се обиде да поништи договор ратификуван од претходниот парламент. Може да се случи ако не постои добра волја, ако има проблеми во спроведувањето, но мислам дека по ратификацијата нема враќање. Која е вашата прогноза? Дали Ципрас ќе освои уште еден мандат? In terms of the elections, well, I only know the numbers from opinion polls. На изборите ги знам само резултатите од анкетите и тие и даваат огромна предност на опозицијската Нова демократија за 8 до 10% поени. Тешко е да се замисли дека тоа би се сменило значително само неколку месеци до наредните избори. Изгледа дека наредните избори ќе ги добија Нова демократија. Тешко е да се каже дали ќе може да формираат влада сами или ќе им треба коалицијски партнер. Но засега изгледа дека ерата на Ципрас завршува. Но не треба да заборавиме дека Ципрас е млад човек и ќе има и други можности во иднина. Mr. Tsipras is a young man. He will have other opportunities in the future. And how do you think this agreement will reflect to other Balkan countries? Како мислите дека ќе им влијае договорот на другите балкански земји? Може ли да има влијание врз Србија и Косово, да си ги решат проблемите по нашиот пример? I would like to believe that, but of course you know that we live in a very difficult Би сакал да верувам во тоа, но знаете, живееме во сложен регион. Не е тоа што беше пред 15-20 години. Сега е потивко, но се уште има проблеми меѓу Србија и Косово, кај албанското население на Балканот. Босна и Херцеговина останува проблем. Се надевам дека договорот од Преспа ќе биде пример, но помалку сум скептичен и песимист. But I'm a bit skeptical, a bit pessimistic about this. Зборуваше дека проблемот меѓу Македонија и Грција е најголем на Балканот. Мислите ли дека постои друг поголем билатерален проблем? I never thought our problem was the biggest because perhaps it was well known. Мислев дека нашиот проблем е најголем. Може би беше добро познат, но никогаш не постоеше закана за насилство меѓу двете земји.
што не е случај на Косово или дури и во Босна и Херцеговина, ако работите трнат на лошо. Нашиот проблем беше голем, но не и најголемиот во регионот. Yes, ours was a major problem, but probably not the biggest one in the region.